Благодарам. Почитувани пратеници, почитувани представници на владата, би сакал да се придружам кон она што кажа пред малце координаторот Мицевски, а тоа е дека во ова собрание се ведуваат пракси, постапки, па и обичаи кои што досега никогаш ги немало во овој парламент. Секогаш кога сме дискутирале за буџет, ништо друго не се случувало во парламентот, за да можат пратениците да бидат тука, да дискутираат, реплицираат, одговараат, да може јавноста да следи. Вас не ви одговара јавноста да ја следи оваа економска катастрофа која што и се случува на Македонија. Вас не ви одговара јавноста да ја гледа уставната лакрдија која што ја приредувате на Република Македонија. Вас не ви одговара на Комисија за финансирање и буџет да нема ниту пратеници, ниту новинари, за да се види целата коруптивна, скандалозна распределба на средства во делот на општините. Но за тоа ќе зборуваме понатаму. Неколку работи би сакал да кажам кои што се однесуваат на буџетот, а едноставно, кратко, може да се сумира целата работа во неколку реченици. Почитувани присутни, ова е најголемата лага која што Македонија видела изминативе 30 години. Ова се еден куп лажни ветувања кои што се дел од под наводници планот за живот во Македонија, од кои што две букви не се реализирани. И затоа постојано и секогаш, секојдневно ќе ве подсетуваме и ќе ви укажуваме на овој план за живот во Македонија, од кој што ништо немате реализирано. Одиме поред. Во делот би замолил, ве молам ако може за внимание, колешка, би почнал со ред. Значи, во овој план за живот, кој што ни го приреди СДСМ, со овој план за живот, кој што ја опустошува Македонија, СДСМ има ветено еден куп работи и ништо нема исполнето. Ке почнам со делот на економијата со директен цитат. Пред да цитирам нешто, само би кажал дека Македонија оваа 2018 година ќе има најмал економски раст во Европа. Ќе има раст кој што ќе биде 1,8%. 1,8%. Убедливо најслаб од 50 земји во Европа. Би цитирал, посебно би замолил пратениците од СДСМ да го чујат ова. Тоа е во вашиот план за живот во Македонија, во вашата програма, на страна 61. На страна 61, во делот на нашите цели, во долниот дел од страната, имате кажано, цитирам, просечен економски раст повисок од 5% во периодот на 4-годишниот мандат. Уште еднаш. Цитат. Просечен економски раст од 5% во периодот на 4-годишниот мандат. Ова сте го кажале, ова сте го ветиле, ова сте го излажале. 5%. Понатаму, кога Драган Тевдовски, како министер, и Зоран Заев беа тука да го бранат буџетот, да кажуваат за буџетот, да ја најавуваат економската 2018 година, ни велеа и се обврзаа на економски раст од 3,2%. Сега, министерот пред некој ден од оваа говорница вели, нема да биде 3,2% и ќе биде 2,8%. Сега вели, нема да биде 2,8%, ќе биде 2,1%. Па после нема да биде 2,1%, ќе биде 1,8%. Луѓе, ние не зборуваме за 1% дека е промашен растот. Растот, ако го видите, од 3,2% до 1,8%, растот ви е промашен за 50%. За дупло, за двојно. За 50% ви е промашена прогнозата за раст. И мене ми е криво што е тука заменик министерот, а не е тука министерот кој што самиот ја пишуваше оваа програма, кој што самиот ги даваше овие ветувања, а кој што го нема тука да си го брани својот ребаланс на буџет. Кој што година дена нема кажано една асална економска мерка, кој што година дена ни нема кажано една инвестиција во Македонија, кој што година дена нема кажано една асална работа дека се случила во македонската економија.
Понатаму, почитувани присутни, ако одиме по програмата на СДСМ, за која што народот ве гласаше, ќе забележиме тука еден куп други лаги. Јас ќе ве подсетам. Во делот на привлекување на странски инвестиции, на страна 71, во програмата на СДСМ се вели, предходно за владата на ВМРО ДПМН, постојниот систем на економски промотори ќе биде целосно напуштен, вели бидејќи не дае резултати. А во Битола фабрика со 6000 вработени, во Кавадарци фабрика со 6000 вработени, во околината на Скопје се произведуваат автобуси, се произведуваат автоделови. Во ред тоа не чинело. Што се произведува сега и што се отвара сега со владата на СДСМ? Една сендвичара за пилешко месо, Kentucky Fried Chicken, која што не отвара премиерот. Дојдовме до тоа премиерот да отвара сендвичари. Значи, не чинеле оние фабрики со 6000 вработени кои што извезуваат стотици и стотици милиони евро, од кои што живее цел град, туку сега една сендвичара ќе прогласиме отварање на голем успех. И сега во вашата програма вие велите од СДСМ, вели наместо тоа ќе се воведе концептот на економска дипломатија, претпоставувам веројатно тоа од Димитров водена, и ќе се искористат искуствата од успешните земји. Од кои црни успешни земји, почитувани колеги од СДСМ, кога Македонија е во моментов најлоша во Европа, во делот и на странски инвестиции, и во делот на економски раст кој што го немаме. Значи, ако за вас економска дипломатија е само продавање на името, во ред. Но друго не видов, па слушавме ние сите како се расправаат и Каменос и Кодзија Седњов му вели тајните фондовите се 11 милиони долари, другиот вели не се 11, 44 милиони се, дел отишле во Македонија. Тоа го сметате за инвестиција? Тоа ли е за вас инвестиција? Одиме понатаму со нови ветувања од лагите на СДСМ наречен план или програма за живот во Македонија. Патем никогаш повеќе иселени. Уште неколку цитати. Да, еве го, 72 страна. Вели, цитирам, мерки за стимулирање на инвестирање и враќање во Македонија на граѓаните заминати на работа во странство. И вели, ние ќе водиме активна политика, ќе ги вратиме луѓето, ќе ги вратиме младите во Македонија. Колеги од СДСМ, има ли еден човек во Македонија кој што се врати? Еден. Еве, година и пол, 2 години сте на власт. Има ли еден човек кој што се вратил во Македонија? Не. Туку и луѓе што имаат 40.000, 50.000, 60.000 денари плата, се размислуваат и се заминуваат од Македонија. Покрај градежни работници кои што не отидоа, пошто ги затворивте граделиштата, пошто ни се испостуваат по малите места, сега дојде време луѓе од Скопје да се заминуваат. Велите, ќе ги вратиме младите. Кажете ми еден човек во Македонија кој што сте вратиле 2 години. А тука на страна 72 ни велите враќање на граѓаните заминати во странство. Се што напишавте, се што кажавте, се излажавте. Сега, значи тоа би беше на 72 страна, на 73 страна од најголемата лага наречена План за живот во Македонија од програмата на СДСМ, велите нашите цели, цитирам, проект Македонија Мегалополис. Да, господин заместник министр, тоа вие е програмата вас што треба да спроведувате. Проект Македонија Мегалополис. Продолжување на цитатот, што ќе овозможи стасување меѓу најголемите градски центри во државата за не повеќе од 90 минути. Хајде да ги прашаме тука колегиве кои што се од Струмица, колегиве што се од Берово, колегиве што се од Прилеп, од Битола, од Ресен, од Дебар. Стигнавте ли за 90 минути? Има ли абер дека некојаш ќе стигнете за 90 минути? Понатаму вели нашите цели, цитат, Македонија без скал. Оваа програма на СДС Македонија без скал се сведе на тоа Македонија без воздух, затоа што Македонија е најзагадената држава во Европа, официјално признаено и верификувано, и Македонија без народ. Македонија иселена, Македонија опустошена и Македонија преименувана, Македонија обезимена. Тоа е програмата за живот на СДСМ. Сега, тоа не е се.
Во вашата програма на страна 77, каде што од неколку страни после тоа велите за 90 минути ќе се стигне во Македонија од каде сакате до каде сакате. Значи 77, претпоставам Тевдовски го пишувал ова, вели, цитирам, проектирање, изградба, адаптација и опремување на 7 хелиодроми во Република Македонија. Ова сте го напишале? План за живот во Македонија. Ке изградите 7 хелиодроми во Македонија. До кај ви овој проект? Ај што сте напишале глупости. Ама немате аберни да ги реализирате. 7 хелиодроми. Еве, тука ви е на страна 77. Значи овде има еден куп излажани работи. Како ја листам така нови работи гледам. Например, еве тука на страна 209 имате, цитирам, ќе воведеме гаранција за младите. СДСМ во опозиција вели, во периодот од 4 месеци по завршување на школувањето или станување невработен, секој млад човек треба да добие понуда за вработување. Завршен цитат. Програма за живот во Македонија. 4 месеци. Ако сте невработени, ако сте млад човек, добивате понуда за вработување. Тоа сте го напишале. Како не ви е срам? Како ќе излезете пред младите граѓани? Како ќе излезете пред младите гласачи? Масовна подршка ви дадоа. И сега се најмногу разочарани. Кој се смести? Се сместија децата на функционерите на СДСМ и се сместија 20 души шарени револуционери, станаа твитерджи во владата. И они твитаат и јадат чорба за 50 денари во владиниот ресторан. Ајде кажете ми, колеги од СДСМ, уште еднаш, од вашата програма, 209 страна, во период од 4 месеци по завршување на школувањето или станување невработен, секој, цитирам, секој млад човек треба да добие понуда за вработување. Така ви оваа работа? Не да излажавте, сушевте. Ова е срамота. Ова е срамота. 5% ветивте економски раст. Сега се бориме за 1 или 2%, па ако биде 2%, ќе биде голем успех и ќе речеме напреднавме. Кажавте ли во програмата за живот во Македонија дека ќе ги зголемите акцизите? Секој литар дизел 3,5 денари. Так, Зоран Заев и Драган Тевдовски. Секој литар. Ама сте укинале радиодифузната такса. Ама, која што радиодифузна такса, ќе ја наплатите од буџетот. Не е врат шија. Нема да ја платиме од радиодифузна такса, ќе ја платиме од буџетот. Кој го полни буџетот? Народот и граѓаните. Тоа реформа е за вас. Тоа ќе го браните овде. А плюс ќе речете 3,5 денари, па порано ако си полнал резервоар за 1500 денари, са истиот резервоар го полниш за 2700 денари. Во Преспа јаболките се продаваат за 1 денар килограм. Кај е сега Заев да дојде да вели гарантиран откуп? Кај се тука земјоделските експерти на СДСМ да кажат достоинствени цени по достоинствени не знам, бројки и така натаму и така натаму. Пред недела дена индустријското јаболко беше пола денар за килограм. Пола денар. Знаете што е пола денар? Тоа значи за 10 денари добиваш 20 кила јаболка. За 10 денари 20 килограми јаболка. Кај е Радмила Шекеринска сега да појде у 5-та изборна единица во Ресен и да каже на јаболкарите со вас ме, ве гушкаме, ве сакаме, живот ке дојде. Пола денар. За 10 денари 20 кила. Жали гревата да ти. За една туба нафта 2 тона јаболка. За една туба нафта да наполниш, пошто нели која беше режимот, дизелот беше 46 денари, сега е 70 денари. И нормално 3,5 денари за акцизата на Тевдовски и Заев. Значи, господа, вие навестувате зголемување на даноците. Кај ви е тука зголемување на даноците? Немавте зголемување на даноците. Ги зголемувате акцизите. Зошто не ги зголемувате пензиите? Затоа што има тотална неспособност. Зошто ќе мавнете камати на заштедите?
се живо оданочивте, од се живо сакате да иседите средства, а во исто време, додека го дерете народот, вашите министри, поради нивната неспособност, не се во состојба да ги потрошат парите за капитални инвестиции. Од 400 милиони евра, потрошени само 100 милиони евра. Катастрофа, мизерија, никогаш полошо. Реализацијата на капитални инвестиции е 27% помина годината. 27%. Значи сте ветиле 100, ајде 27. Ние имавме реализација на капитални инвестиции 90%. Некоја година па и 80%. 80 до 90%. Ви имате 27%. Значи во Македонија имало и војни, и кризи, и политички кризи, и заглавени работи со месец дена, па одложување на избори која не сме да се трошат пари, не сме да се потпишуваат документи, и така натаму. Реализацијата било 80-90%. Вие сега имате 27%. Имате министри кои што со месеци не ви доаѓаат на работа. Што мислите за тоа, господо СДСМ? Што не го разрешите после 3 дена? Ако овие луѓе тука што се до нас, што работат за 14, 15, 17, 20.000 денари, не доаѓаат 3 дена на работа, што ќе им се случи? Ќе бидат отпуштени од работа. Вашиот министер има плата 70.000 денари, не доаѓа со месеци на работа. Вие велите, можеби ќе го реконструираме во јануари. Во оваа ваша лага наречена план за живот во Македонија, рековте, ќе го намалиме бројот на министри од 26 на 20. Колку министри имате во владата? 28. 28 секретарки, 28 кабинети, 28 коли. Никогаш повеќе Македонија немала министри. Тука црно на бело сте напишале дека имате 20 министри. Имате 28. Кои што и од тие не идат на работа, а трошат пари по кафани. Понатаму, ви расте долгот, а ништо не се прави. По општините ништо не се прави. Велите тука во вашата програма Македонија без кал. Остана Македонија без народ, Македонија без име и Македонија без воздух. Кај се сега големите лицемери да маршираат по скопските улици со маски кои што станаа министри, функционери, заменици министри, градоначалници и да не набројувам понатаму. Кога Скопје е најзагаден, или Тетово кога е најзагаден град во светот. Ги укинувате долговите од општините, па полу од долговите се во вашите општини, полу од долговите се во Куманово, кое што е во состојба Хирошима или Чернобил, каде што 27 години СДСМ на власт, каде што во една канцеларија по 7 души ви работат. А народот плаќа. Долговите ви се во општина Охрид, кој што ги направи Ацо Петровски и компанија. Долговите ви се во општина Тетово, каде што за 5 години се направиле 2 кружни тека. Долговите ви се во општина Чаир. Таму во 4 општини ви се пола од долговите. И сега вие велите дека е нормално на Штип да се даде 8 милиони денари, а на Куманова да се даде 900 милиони денари. Па односот меѓу Штип и Куманова е 100:1. 100:1. Па Штип нема ли народ таму? 45.000 луѓе има тој град. Во ред, нека биде односот 2:1, нека биде и 3:1. Ајде го фаворизирате Куманово, нека биде и 4:1. Ама 100:1 да биде односот? Не ви е срам да отидете во Штип и во Источна Македонија? А што е направено во Куманово? Ништо. Има мостови, нема, загадена вода. Ајде да речеш толкави долгови се направило, се развила општината. Општината ви е 1970 година. И сега ние треба да гласаме тука ребаланс. Зашто да гласаме? За луѓе што не работат? Година дена ги прозиваме министрите, око не им трепнува. Потрошете си ги парите. Не ги потрошуваат парите за капитални инвестиции. Фијаско најлошо во историјата на Македонија. Неодбранливо е, колеги. Неодбранливо е. Тоа е срамота, економијата трпи, ништо не се случува во Македонија, станавме зачмаена и забаталена земја во која што буквално ништо не се случува на економски план. Наместо фабрики има да се отвараат сендвичари, луѓеви се селуваат, загадување секаде, непотизми, скандали секој ден, глупости секој ден. Која добра вест имаме ние видено месеци и месеци на нас? Кажете ми некоја добра вест? Нема. Тоа е Македонија
на Зоран Заев, тоа е Македонија на СДСМ, тоа е оваа програма за живот во Македонија, која што беше ветена, подпишана, гарантирана, од која што ништо не се направи. Ова е најголемата лага во историјата на Македонија. Благодарам.